голем број на пратеници, припадници на коалицијата за подобра Македонија, ќе поднесат барање за свикување на итна седница на собранието за разгледување на отворена, а не на тајна седница, на договорот помеѓу Македонија и Бугарија. Пред неколку дена имавме затворена седница на инсистирање на премиерот Заев, кој што кажа дека овој македонско-бугарски договор за добрососедство се уште е нацрт текст во кој што може да се интервенира за подобрување на текстот. Пратениците на коалицијата за подобра Македонија увидоа 5 суштински слабости кои овој договор го прават штетен за интересите на Република Македонија и дадовме 5 препораки. За да денес добиеме официјална изјава од министерката за надворешни работи на соседна Република Бугарија, господјата Захариева, која што наспроти тврдењата на господинот Заев дека текстот на договорот е отворен и може да има подобрувања, таа тврди дека текстот на македонско-бугарскиот договор за добрососедство е затворен, дека немаат намера да преговараат, дека не го признаваат македонскиот јазик и дека нема нешто такво во договорот како македонски народ. Затоа би сакал денес да укажам дека собранието и владата пред јавноста се одговорни да отворат јавна дискусија за македонско-бугарскиот договор за добрососедство, за да може јавноста да знае што ќе биде подпишано и колкава е користа од овој текст и договор за соседна Република Бугарија и колкава може да биде штетата за Република Македонија. За бугарскиот премиер ќе биде победа што ќе подпише договор во кој што го нема терминот македонски народ, ни според Уставот на Република Македонија, ни без Уставот на Република Македонија.